Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видеоизбор тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Овој пат на тема меѓусезонска и постојана работа во Европската Унија. Во изминативе 18 години Јиржи Квапниевски го напушташе својот дом во Полска преку лето за да собира јаболки и хмел на една фарма во централна Англија. Тој е само еден од илјадниците странци кои, шокирани од последиците од британското гласање за напуштање на Европската Унија, веќе не мислат да се вратат таму. Меѓу причините за нивното страхување се падот на вредноста на фунтата и страхувањето за безбедност. Ова ги алармира фармерите во Британија, со што се отвори прашањето дали во идната година родот ќе им остане несобран. It's very pity because after whole 18 years coming every year here, I have to think that it is a time which may change me and my colleagues as well. Британската економија годишно заработува околу 108 милиарди фунти од земјоделски производи, кои главно ги собираат странските сезонски работници. Предходно, добре дојдени беа работниците од земјите на Комонвелтот, но во изминативе години преовладуваат оние од Источна Европа. Скоро секоја година неколку месеци над 80.000 сезонски работници доаѓаат од Бугарија, Полска и Романија. За тоа примаат над 7 фунти на час или скоро 8 евра. Премиерката Тереза Меј изјави дека британското гласање за напуштање на Европската Унија беше крик за намалување на имиграцијата, што ја поттикна нејзината влада да разговара за чистење на оние компании кои се премногу зависни од странски работници. Скоро 15% пад на фунтата во однос на еврото и извештаите дека странците станаат цел на напади од омраза во земјата го креира впечатокот дека Британија веќе не е посакувана дестинација како порано, вели Ели Кепер, работодавачка на Квапниевски. Unfortunately, it's sent out a very negative message to parts of Europe, meaning that often people are now feeling that they're not welcome to come, that they may not be safe when they come here. Од агенциите кои вработуваат луѓе од Источна Европа за британските фирми, за новинската агенција Reuters изјавија дека во изминативе неколку недели не успеале да најдат работници за 600 места во Британија. We're very worried about next year. Вели Кепер, чија 200 годишна фарма заработува само тројца луѓе на полно работно време, тројца на половина и над 70 сезонски работници кои најчесто живеат во приколки и кои за таа цел имаат земено неплатен одмор дома. Британските фармери кои постојано се жалат дека се соочуваат со постојан проблем како да обезбедат работници, побараа од владата да стартува полабава шема за дозвола за влез на работници во Британија кои не се од земјите на Европската Унија. Тие исто така сакаат на граѓаните од Унијата кои постојано се вработени во земјоделството во Британија да им биде дозволено и натаму да останат во земјата. We have to have an answer before Christmas. The effect will be that we will be very concerned about whether we have got anybody able to come and pick the apples off our trees next year. And that is not any business uncertainty is not good for business. Во изминативе скоро 2 децении Квапниевски секогаш беше добре дојден во Британија. За прв пат тој размислува да не биде дел од нему добро познатиот тим и да проба среќата во Германија или Австрија. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Младите во Македонија многу помалку се интересираат за сезонска или привремена работа, како и студентски престој во странство од пред 10 години. Според познавачите, тоа е бидејќи тие сега заминуваат на своја рака и во така наречени полулегални работни понуди, затоа што и днината ја гледаат надвор од Македонија. И натаму голем број млади сонуваат да ја напуштат Македонија. Се чини дека не запират трендот од изминативе години, кога во потрага по подобар животен стандард илјадници млади заминаа во странство. Најатрактивните дестинации се Германија, Скандинавија, САД, Канада или Нов Зеланд. Која дестинација ќе одберат во голема мера зависи од нивниот статус и квалификации, но главните причини поради кои младите заминуваат се неможноста да се вработат во Македонија, ниските плати, партизираноста на општеството, корупцијата. Многу млади ја напуштаат земјата поради подобри работни услови. Дали размислувате вие на такво нешто? Па да.
Каде би сакале да заминете? Па каде и да е, само да не е тука. Да, секако. Зошто? Затоа што со 200 евро плата ништо не можеш да направиш. Можеш тука ќе живееш, а замисли да сакаш да патуваш некаде. Да идеш 7 дена на одмор, а имаш 200 евро плата. Како? Каде би заминал? Па Германија, Велика Британија, Франција. Нормално секој сака подобро. Подобра плата, подобро место за живење. Почист воздух, како што гледате. И тоа се најчестите причини поради кои македонците, нашите сограѓани ја напуштаат земјата. Каде би сакале да заминете? Каде би сакале? Каде не би сакале? Верувам дека секој размислува така да тоа е најлошото нешто што се случува во Македонија, па што мислам дека дури у Америка која идат студентите веруваат дека професорите веруваат дека нели имаат потенцијал, така да че Македонија не може да ги држи студентите тука, мислам дека паѓаме повеќе. Работна виза, дозвола за постојан престој или бугарски пасош се дел од опциите за долгорочно заминување во странство. Но има и такви кои одат на привремена работа на брод или на летна студентска работа. Зоран Кочовски од агенцијата Коузон посредува за ваков тип вработувања. Тој вели дека во моментов интересот за овие програми не е на нивото како во изминатите години. Најголем интерес за заминување во странство имаше во периодот 2005-2009 година. Од 2009 година наваму тој интерес некако како да спласнува. Може би се должи на еден друг факт, бидејќи младите сами заминуваат на така речени полулегални работни понуди или на полулегални форми на престој во одредени странски држави. Визната либерализација направи да се одлее една група на младата популација која би кажал и одговорно тврдам дека полулегално работи во одредени држави каде што можат да влезат без виза или со некаков карактер на туристичка виза. Во однос на иселувањето на младите, повеќе студии и истражувања покажуваат дека илјадници ја напуштиле земјава во изминатите неколку години. Државната изборна комисија неодамна објави дека според евиденцијата на МВР во 2015 година се иселиле скоро 80.000 лица. Европската служба за статистика Евростат пред неколку години објави дека во периодот од 1998 до 2011 година земјата ја напуштиле 230.000 граѓани. Ја следевте видео темата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.